Дневник во 20 часот на К1. Теренот околу караулата Гошинце е обезбеден и непречено може да се одвива увидот. Тутунската индустрија годинава бележи намалување. Нова авионска несреќа. Останете со нас, започнуваме по најавите. Од наредната недела стартува проектот Македонија вработува. Ноќеска терористичка група од Косово извршила напад врз полициската станица во Кумановско Гошинце, потврдија од МВР. Голем интерес за паралелката за фудбал во гимназијата Кочо Рацин. Од наредната недела стартува проектот Македонија вработува, преку кој работа ќе можат да најдат околу 1500 невработени лица од различни возрасти и категории. Компаниите кои што ќе ги ангажираат овие лица ќе бидат ослободени од плаќање на социјални придонеси и персонален данок. Преку овој проект работа ќе можат да најдат и лицата постари од 58 години. Од другата недела стартува проектот Македонија вработува. Околу 150.000 невработени лица до 35 години, лица од 35 до 50 години кои повеќе од 10 години се без работа, лицата над 50 години, невработени од ранливите категории граѓани и лицата постари од 58 години, ќе имаат можност да се вработат со мерките предвидени во новиот владин проект. Граѓаните се запознати со досегашните активни мерки на Агенцијата за вработување и владата и се задоволни од условите и можностите кои им ги пружаат. Истото го очекуваат и од новите. Дали сте запознати со мерките за вработување што ги нуди владата? Па сега ги слушав на телевизија, ама колку сум забележала, баш многу не. Мислите ли дека се поволни, дека нудат добри услови за невработените? Па мислам дека дават поволности мислам. Па запознати сме. Па сега уште не. Па зависи. Кој што слушам, плативе се ниски и тешко. Да ти кажам, јас сум 4 години, 5 без работа, имам 35 години стаж. Ако не запослат, искористиме. Од сите општини во нашиот регион Неготино бележи најголем пораст на вработување, од кој дел се преку активните мерки за вработување на владата. Да се вклучат активно во мерката, односно во акцијата на владата на Република Македонија која ја спроведува Агенцијата за вработување, односно со проектот Македонија вработува, каде што се дадени големи можности на околу 150.000 граѓани во Република Македонија да си го најдат своето работно место. Со новите мерки се предвидува ослободување од плаќање задолжителни социјални придонеси и персонален данок за доход за компаниите кои ќе вработат лица од овие категории граѓани. Тие треба да стапат на сила наредната недела и да траат 1 година. Компаниите кои сакаат да вработат лица од овие категории и да ги користат поволностите треба да не го намалиле бројот на вработени од 15 март годинава до денот на вработување нови работници за кои ќе користат поволности, да немаат неисплатени плати придонеси, даноци повеќе од 2 последователни месеци. Стопанската комора на Македонија им овозможува на македонските компании полесен пристап до кинескиот пазар. Од денеска заинтересираните компании можат да побараат директна поддршка од деловниот совет во кој членуваат стопански комори за земји од Централна и Источна Европа. Целта е да се поттикне економската соработка меѓу Кина и земјите членки на советот. Стопанската комора ги доближува македонските компании до кинескиот пазар. Компаниите кои имаат интерес за настап на кинескиот пазар, од денеска можат преку Стопанската комора да побараат директна поддршка од деловниот совет, во кој членуваат и стопанските комори на 16 земји од Централна и Источна Европа. Во него, освен стопанските комори, членки си и бизнис асоцијации и агенции за инвестиции и развој на предпријатија.
Ова го порача потпредседателката на Стопанската комора Елисавета Георгиева од првиот инаугуративен состанок на Советот во Кетовице, Полска. Според Георгиева, Деловниот совет ќе им го олесни пристапот на компаниите до пазарите во Кина, преку заеднички настапи и соработка со фирмите од сите 16 земји. А целта на комората годинава ќе биде да воспостави врски и да ја подобри економската соработка меѓу предпријатијата, коморите и другите јавни и приватни организации од деловниот сектор на Кина. Сите овие активности, што ќе ги организира Стопанската комора на Македонија, ќе се реализираат преку Деловниот совет, чија цел е да ја поттикне економската соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа, особено во делот на заеднички инвестиции, трговска размена и технолошка соработка, како и во делот на трговијата меѓу сите учесници. Политиката треба да биде партнер, а не соперник на економијата. Секоја минута политичка криза е штетна, велат бизнисмените. Граѓаните се фокусирани на животниот стандард, новите работни места и инвестиции кои се мотивацијски фактор за поквалитетен живот. Во функција на презентација на владините мерки за привлекување на инвестиции, владеачката партија продолжува со организирање на средби со граѓаните. За жал, за овие луѓе многуте пропуштени шанси кои што они ги има, во кои што ништо добро не направија за државата. Напротив, од нивното време паметиме само штета за државата и за граѓаните. Не им значат ништо. Не им значи тоа што 100 пати дадоа ветување и 100 пати излажа. Не им значи тоа дека поделиле 120-150 илјади државјанства, онак, за да победат на изборите од 2004 година. Не им значи ништо дека отстапиле од државните и национални атрибути на македонскиот народ и на македонската држава, онак, без да прашаат никого. Ни на референдум, ни во собрание. Никого да не прашаат. Не им значи ништо тоа што затворија над 680 фирми и фабрики во Република Македонија. Не треба јас да ве подсетувам тука во Делчево. И додека СДСМ се радува на соработка со странски служби, ВМРО ДПМН е задоволна кога има прилика да привлече некој странски инвеститор. Тоа е разликата како ние гледаме на странците и кои странци ни се поважни. Нив им се изгледа поважни некои странски или домашни агенти, нас ни се поважни странските инвеститори кои што во Македонија ќе приметат дека има добра прилика за оплодување на нивната инвестиција, а со тоа ќе дадат шанса и на нашата економија. Теренот околу караулата Гошинце, која ноќеска беше нападната, се обезбедува и се создаваат услови за непречено и безбедно одвивање на увидот, изјави попладнево помошник министерот за односи со јавност во Министерството за внатрешни работи Иво Котевски. Во Гошинци и во околината се распоредени единици на полицијата која го обезбедува теренот. Котевски за МИА рече дека се направени контакти со косовските власти и оти за утре се очекува да се одржат состаноци на највисоко ниво. Комуникација и состаноци ќе има и со српските безбедносни структури. Лицето кој што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови. Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спаси. Ние сакаме наша држава и не сакаме никакви охридски договори. Повеќе никој не смее да дојде нагоре. Доколку вас или било кој друг фатиме, повторно сите ќе ве ликвидирам. По ова на врзаните полицајци им било дадено време од половина час по нивното заминување пеш да си заминат од карулата и им упатиле сериозни закани дека доколку порано го направат тоа или доколку останат, истите ќе бидат ликвидирани. Тутунската индустрија годинава бележи намалување по однос на сите параметри. Тоа се должи на временските непогоди, поројните дождови и поплави. Околу 2500 тутунопроизводители се преориентирале на друг вид култури. Пат е забележани на извозот за сметка на увозот. Тутунската индустрија оваа година бележи намалување по однос на сите параметри. Според Стопанската комора, склучени се вкупно 34.445 договори за откуп,
односно 19% помалку од минатата година. За 30% помалку има тутунски насади, односно 14.030 хектари. Остварен е принос од 24.857 тони или 20% помалку од лани. Просечната откупна цена од 117,2 денари за килограм е за 24% пониска од минатата година, кога истата изнесуваше 152 денари. Па добро. Втора класа повеќето, тројка има многу малку, али добро, задоволна сум. Задоволна сум од тутунот што ми беше, задоволна сум. Оваа година за прв пат откупувачите тутунот го откупуваа по претходно договорен термин со производителите. Беше монопол. По 3 дена тутунот стоеше таму, а сега нема. Значи, си го знаеш датумот, ќе си го следиш и си дојдеш. Тутунот не бара термин. Тутунот бара време. Денеска можеш да го работиш и денеска треба да го изработиш. Околу 2500 тутунопроизводители се преориентирале на друг вид култури, а исто така забележан е и пат на извозот за сметка на увозот. Годинешната реколта речиси 20% од четврта класа, а количините од првата берба содржале 30% влага. Намалувањето на производството на тутун годинава се должи на временските непогоди, поројните дождови и поплави. Доколку продолжи овој тренд, освен 2500 кооперанти, и други ќе се преориентираат кон одгледување други култури. Предвидено е во оваа индустрија да се реализираат 73 милиони евра, од кои 47,5 милиони од откупот и 27 милиони од субвенциите. Четириесет и осум осмоодделенци се пријавија за селекцијата за упис во паралелката за фудбал во гимназијата Кочо Рацин во Велес. Селекцијата се одвиваше на градскиот стадион, а ја вршеа представници на Фудбалската федерација на Македонија. Интерес за упис има од целиот регион, а Спортската академија голема поддршка добива и од општина Велес. Голем интерес за паралелката за фудбал во гимназијата Кочо Рацин за идната учебна година. На градскиот стадион во Велес се одржаа селекциони надпревари по кои ќе биде одлучено колку деца ќе бидат опфатени во идната генерација на ученици. Вкупно 48 осмоодделенци се пријавија, а помеѓу нив и 6 девојки. Од Велешката гимназија веќе еден месец се подготвуваат за оваа селекција. Од Велес, Свети Николе, Скопје има, Куманово, Штип, Неготино. Одзивот е голем. Имаме гости од Фудбалска федерација на Македонија, нели тие што селектираат. Овие ученици треба да бидат база за македонската фудбалска репрезентација. Токму затоа, комисијата што ја врши селекцијата е составена од представници на Фудбалската федерација на Македонија. Најбитна работа за едно кратко време да се види, тоа е смислот за игра, уствари талентот. Значи, смислот за игра даден од Господ, или го имаш или го немаш. Така да еден од најпрвите критериуми се тие. Па потоа доаѓаат другите критериуми, техничко, тактички, психолошки и да не ги набројам. Али најбитната работа е да се има смисла за игра. Поддршка на воведувањето на спортските паралелки во гимназијата Кочо Рацин даде и локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев го посети градскиот стадион и изрази задоволство од досегашното функционирање на Спортската академија. Бројката на заинтересираните потенцијални ученици во академијата, во Спортската академија во Велес, само во секторот фудбал, говори за тоа дека сме постигнале прав погодок, дека бројот на заинтересирани можни ученици е зголемен за повеќе од 100%, значи ако оваа година имаме 26 ученика кои што 22 ученика кои што сакале да се запишат и се запишале во спортската паралелка, оваа година интерес има за 48 кандидати за потенцијален клас во сегментот на фудбал во Велес. Ученици од целиот регион аплицираат за упис во спортските паралелки во Велешката гимназија. Покрај паралелката за фудбал се очекува голем интерес и во ракометната паралелка. Моја Македонија, мој можности е мотото на трибината која УМС на ВМРО ДПМН ќе ја одржи утре. На истата ќе говори представник од Агенцијата на странски инвестиции, а ќе се одржи во ликовниот салон во Велес со почеток во 17 часот. Целта заради која се одржува оваа панел трибина е промоција на можностите кои ги нуди Република Македонија
за младите луѓе од гледна точка на отварање на нови работни места и поттикнување на иновации и предприемништво. Гости на оваа трибина ќе бидат Тихомир Игњатовски, представник од Агенција за странски инвестиции, кој што ќе се осврне на напорите на владата на Република Македонија во поглед на отварање на нови работни места преку привлекување на странски инвестиции во земјата и придобивките од истото. И директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, кој ќе ги презентира сите активни мерки кои владата заедно со Агенцијата за вработување на Република Македонија ги превзема се со цел да им овозможи на што поголем број на млади невработени лица да се вработат преку програмите за вработување на лица до 29 години, програмите за кредитирање и програмите за самовработување. Ги покануваме младите лица во градот да присуствуваат на оваа трибина и да се запознаат со новите мерки за вработување. Милијарда евра од Европската унија за транспортно поврзување на Балканот. Повеќе од 200 прегледи во нефролошките амбуланти за еден месец. Во продолжение проследете ги вестите од Македонија. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски заедно со премиерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора и Косово денес со еврокомесарите за преговори за проширување Јоханес Хан и за транспорт Виолета Булц договорија вклучување на земјите од Западен Балкан во главната мрежа за инфраструктурното поврзување на Европската унија, зашто Европската комисија ќе издвои до 1 милијарда евра, како што јавува МИА. Интегрирањето на копнениот, речниот и воздушниот сообраќај на Балканот во заедничката европска мрежа, како и инвестициска соработка и поддршка на Унијата за инфраструктурните конкретни проекти, важни за регионот, е договорено на денешната конференција. Процесот за дефинирање на главната мрежа беше инициран од Европската комисија, која ги презентираше нацрт мапите за главната инфраструктурна мрежа со идеја да се поврзат главните градови, поголемите градови, аеродромите, како и да се осигура дека сите инфраструктурни инвестиции и технички стандарди се исполнети, со што ќе се гарантира економски напредок и добра инфраструктурна поврзаност. Министерството за здравство од јули минатата година започна со отворање нефролошки амбуланти во рамки на повеќе јавни здравствени установи низ државата. Досега се отворени вкупно 10 нефролошки амбуланти, во кои само минатиот месец се реализирани над 200 прегледи. Прегледите во амбулантите се бесплатни за пациентите, а ги закажуваат матичните лекари, во зависност од потребата за натамошни специјалистички испитувања. Воедно, матичните лекари ги информираат пациентите за симптомите на хроничната бубрежна болест и потенцијалните ризик фактори за ова заболување. Во нефролошките амбуланти се вршат анализи за проценка на бубрежната функција на пациентот и во зависност од резултатите се препорачува одреден режим на исхрана или соодветна терапија. Целта е со нефролошките амбуланти да се овозможи рано откривање на хронична бубрежна болест, што представува главен предуслов да се спречи губењето на функцијата на бубрезите, како и да се намали действувањето на ризик факторите за ова заболување. Голем број на жртви во поморската несреќа во Медитеранот. Авион се урна на терен за голф. Америка ќе помогне на Украина со $17,7 милиони. Следуваат вестите од светот. Само 30 имигранти ја преживеа поморската несреќа што се случи во неделата во Средоземното море. Околу 900 лица ги загубија своите животи барајќи подобар живот надвор од границите на својата земја. Меѓу несреќните патници има и голем број жени и деца. Италијанската полиција уапси неколкумина од преживеаните, меѓу кои и капетанот на бродот, поради сомневање дека биле дел од групата која го организирала крајно опасното патување од Либија преку Средоземното море до Европа. Состојбата со мигрантите се влошува од ден на ден. Несигурните стари и преоптоварени бродчиња често не можат да ја издржат битката со брановите, па така Медитеранот станува огромна гробница во која завршуваат сите надежи на оние кои нелегално се обидуваат да го преминат. Европскиот совет во четврток ќе одржи вонреден состанок, на кој шефовите на држави и влади на земјите од Европската унија треба да усвојат план од 10 точки за помош на несрекните луѓе кои ги напуштаат своите од војна разурнати земји и преку морето бараат спас во Европа.
Американскиот подпредседател Џозеф Бајден разговарал со украинскиот председател Петро Порошенко за кризата во источниот дел на Украина и понудил дополнителни 17,7 милиони долари помош за оваа земја. Според соопштението од Белата куќа, помошта е намената за храна, вода и за солништа. Бајден и Порошенко разговарале и за реформските напори на Украина. Американскиот подпредседател го поздравил именувањето на новиот шеф на Бирото за борба против корупцијата и го охрабрил на тамошното спроведување на реформите од областа на владење на правото, меѓу кои е и реформата во правосудството, се наведува во соопштението. Седум туристи загинаа откако мал едномоторен авион се урна на терен за голф. Авионот летал од Пунто Кана, Доминиканската република до Аројо Барила, а се урнал на голф игралиште недалеку од аеродромот во Пунта Кана. Иако досега не е утврдена причината за несреќата, сведоците велат дека пилотот се обидувал да слета на теренот за голф, што укажува на можен проблем со моторот на авионот. Познати полуфиналните двојки од Купот на Македонија во женска конкуренција. Борец баскет гостува во Куманово. Низ Скопските улици на 10 мај по 12 пат ке се одржи спортската манифестација Визиер Скопски маратон. Следуваат вестите од домашниот спорт. Двата тима на Вардар ќе се сретнат во полуфиналето на завршницата од Купот на Македонија во женска конкуренција. Извлекувањето на ждрепка во просториите на Ракометната федерација на Македонија одлучи другата полуфинална двојка од Купот да биде Металург Пелистер. Со цел да се овозможи повеќе простор на шампионот џРК Вардар за подготовка за учество на Фајнал Фор од Лигата на шампионите, завршницата од Купот ќе се одигра на 16 и 17 мај, наместо првично закажаните датуми на 2 и 3 мај. Дополнително ќе биде одреден градот домакин на надпреварите, а поради телевизиските преноси, оваа година финалните дуели од Купот на Македонија и во женска и во машка конкуренција ќе се играат во ист термин и на исто место. Кошаркарите на Борец баскет утре гостуваат во Куманово, каде против екипата на Михајловски ќе го одиграат надпреварот од 18-тото коло во втората кошаркарска лига. Велешките кошаркари во Куманово заминуваат во борба за втората позиција на табелата, која во моментов ја делат со екипите на Радовиш и Тетекс ТТК. Во борбата за влез во првата кошаркарска лига, освен утрешниот надпревар, Борец баскет кон победа ќе оди и на гостувањето кај Шкупи, како и во спортската сала Гемиџи, каде ќе ги одигра надпреварите против екипите на Радовиш и Дино баскет. Низ Скопските улици на 10 мај по 12 пат ќе се одржи спортската манифестација Визиер Скопски маратон. Организаторот најави учество на повеќе од 7500 маратонци за сега од 42 држави, кои ќе учествуваат на главната трка на патеката долга 42 км 195 метри, на трката во полумаратон, како и на хуманитарната и детската трка, што представува апсолутен рекорд на оваа спортска манифестација. До сега се пријавени учесници од Кенија, Етиопија, Унгарија, околните балкански земји, а за прв пат има учесници од Кина и од Јапонија. Ланските победници на маратонот од Кенија нема да учествуваат годинава поради повреди. Последниот рок за пријавување е 30 април или до пополнување на предвидената бројка на учесници, а се врши преку веб страната на маратонот. Се очекува настап и на македонската маратонка Весна Караџиева, која може уште еднаш да го урне македонскиот рекорд кој веќе падна пред 2 недели во Милано. Наградниот фонд на маратонот изнесува 17.000 евра, што представува зголемување за околу 1000 евра во однос на минатата година. За победниците на машкиот и женскиот маратон наградата е 4000 евра, но за тоа треба да остварат време под 2 часа и 13 минути за мажи и 2 часа и 35 минути за жени. Реванш над превари во Лигата на шампионите. Дрогба е повреден, но ќе игра против Арсенал. Голден Стейт и Чикаго лесно до 2:0. Вестите од меѓународниот спорт ги подготви колегата Бојан Нанев.
Првите две екипи кои ќе бидат учесници во полуфиналето на Лигата на шампионите ќе бидат познати вечерва, кога своите четвртфинални реванши ќе ги одиграат Барселона и ПСЖ, односно Бајерн и Порто. Барселона само чудо може да оддалечи од пласманот меѓу четирите најдобри екипи во Европа, бидејќи по првиот меч одигран во Париз се стекна со предност од 13:1. Францускиот шампион на овој меч ќе биде засилен со Златан Ибрахимович и Марко Верати, но и со нив двајца во тимот шансите да се направи сензација му се минорни. Многу поголема борба и неизвестност се очекува на надпреварот во Минхен, каде Бајерн ќе се обиде да ја надополни негативата од 1:3, која има во првиот меч. Поразот на Бајерн во првиот меч е резултат на катастрофалната игра во дефанзивата, чии грешки португалците немилосрдно ги казнија. На тој надпревар Бајерн играше без неколку мина од стартната постава. Известно е дека реваншот ќе го пропушти Рибери. Играчите на Порто и покрај предноста улогата на фаворит му ја препуштаат на Бајерн, а тренерот Лопетеги тимот ќе го составува без одличните бекови Данило и Александро, кои се суспендирани. Четвртфиналните реванши во Минхен и Барселона ќе започнат во 20 часот и 45 минути. Напаѓачот на Челси Дидие Дрогба, поради повреда на скочниот зглоб, го пропушти хуманитарниот надпревар во Франција. Сепак тој ќе биде подготвен за дерби мечот од 34-тото коло во Премиер Лигата, во кој Челси ќе му гостува на Арсенал. Дрогба заедно со Зинедин Зидан и Роналдо требаше да учествува во надпреварот против сиромаштијата, чија цел беше да се собера средства за борба против еболата. Менаџерот на Челси, Жозе Мориньо, на последните два надпревари започнуваше со Дрогба во стартниот тим, бидејќи Диего Коста е повреден, а Лоик Реми има проблем со бутниот мускул. Поранешниот репрезентативец на брегот на Слонова коска во досегашниот дел од сезоната постигна 6 гола на 27 одиграни надпревари. Челси во финишот на сезоната се наоѓа на првото место во Премиер Лигата со 76 бодови, 10 повеќе од Арсенал кој има и надпревар помалку. Надпреварот помеѓу Арсенал и Челси ќе се одигра в недела од 17 часот. Кошаркарите на Голден Стейт и на Чикаго лесно стигнаа до вторите победи над опонентите во сериите од првата рунда во НБА плейофот. Голден Стейт славеше над Нью Орлеанс со 97-87, додека Чикаго го совлада Милвоки со 91-82. Во наредните две средби, екипите кои водат со 2:0 ќе играат на гостински терен. Голден Стейт не прожи блескава игра во вториот меч против Нью Орлеанс. Во раната фаза на мечот имаа негатива од 13 поени, но домакините до крајот на првото полувреме фатија резултатски приклучок. Warriors до победата стигнаа до добрата игра во одбраната во последната четвртина, која добие со 26-16. Чикаго славеше на Милвоки благодарение на Джими Батлер, кој 14 од своите 31 поен ги постигна во последната четвртина. Батлер го подобри рекордот на кариерата во плейофот, откако на првиот меч на Милвоки му уфрли 25 поени. Покрај Батлер, кај Чикаго се истакна уште и Дерик Роуз и Пол Гасол. Милвоки го предводеше Крис Мидлтон со 20 поени и 6 скока. Сончево време не очекува и утре во сите општини од Вардарскиот регион. Најтопло ќе биде во Велес, Свети Никола и Демир Капија со 19 степени.
Тоа беше и последната информација за денеска. Ви благодарам што не гледавте. Останете и понатаму со К1. Пријатно!